Колегија Благ. Колешката Благиса Ласовска, повелете. Благодарам на објаснувањето на представникот на владата. Ние ќе го поддржиме ова предлог законско решение и ова објаснување на представникот на владата дека секој поповолен закон за граѓаните, сега ако добро се изразувам, може да важи ретроактивно и тука доаѓаме до во судир со грамадното знаење на овој министерот Османи и министерот за правда, за жал, овој Тупанчевски, кој што вели за еден закон дека не може да важи ретроактивно. Па така да во влада кога ќе се видите вака, да си направите муабет што може да важи ретроактивно, а што не може да важи. Уште еднаш нагласувам, за да не бидам извадена од контекст, го поддржувам ова законско решение. Штета што не сте го донеле веднаш, а укажувавме, па дури и со амандманот што го поднесовме тогаш, ќе ги решевте сите проблеми и немаше да ги разгледуваме овие законски решенија за линеарно покачување на сите плати, ама нели работава е зошто ВМРО ДПМН да предложува, а не Социјалдемократскиот сојуз, но исклучително ви благодарам на објаснувањето дека ретроактивно можат да важат законски решенија кога се подобри за правата на граѓаните. Така да значи, може да важат и останати законски решенија за кои што сме направиле политички партиски консензус во собранието дека може да важи одредено законско решение и ретроактивно за конкретно мислам на законот за здруженија и клубови, невладини организации. Така да, ова што го објаснивте, може слободно, ако имате попладна седница на влада, да го кажете, да се спротивставите на големите легалисти Бујар Османи и Тупанчевски дека не може да важат законските решенија ретроактивно. Во вон контекст, но морам да искористам ситуација за да кажам и да се заблагодарам на представникот на владата. Благодарам.